Нити во туристичките центри, нити во останатите градови низ државава. Повеќе не ќе може да се поставуваат на секој агол кому како ќе му текне. Маси, столици и различни објекти од времен карактер, на кои се продаваат од сендвичи и палачинки, па се до сладоледи и сувенири. ЗЕЛС во координација со Министерството за транспорт и врски работи на подготовка и донесување на нов правилник за поставување на урбана опрема. Правилникот ќе биде унифициран и ќе важи за целата територија на државата, нешто што досега не постоеше. ЗЕЛС е во директна комуникација со владата и добива податоци околу затоа што координирано ги во овој период ги правиме, унифицирана програма за поставување на урбана опрема, затоа што има, гледајќи од состанаците, разноразни правилници и разноразни правила во поедини општини. Значи, никаде не е тоа унифицирано. Согласно правилникот, ќе се поставува урбана опрема и на плажите. За да не ја дочека Охрид туристичката сезона без уредени плажи, бидејќи претходната локална власт 5 години не ги понуди плажите под концесија, нити го изготви планот за управување со Охридското крајбрежје, актуелната во 2023 донесе одлука на 11 плажи да постави урбана опрема, односно шанкови од природни материјали. Тригодишните договори кои концесионерите ги склучија со општината ќе бидат еднострано раскинати кога ќе се донесе тој фамозен план за крајбрежјето. Комуналниот инспектор е тој кој што треба да провери дали врз основа на годишната програма која што се носи на крај на година за можноста за поставување на урбана опрема се користи површината која што ја плаќаат за маси и столови и тоа е она кое што е главно и дали ги исполнува одредени други, не знам, пешачка зона, коловоз и така натаму. Сите тие работи кои што се надлежност на комуналниот инспектор е наша работа по однос на урбаната опрема да ги проверим. Во меѓувреме се извршија вонредни инспекциски надзори на капалиштата. Безбедноста на луѓето не трпи импровизации во нити еден сегмент, вели Сашо Точков од Охридскиот Црвен крст. Импровизации не е пожелно да се прават во вакви ситуации, во било кои ситуации каде што се работа за безбедност на луѓе и лица, токму и затоа кажувам дека првата помош е многу битна, не само да се, како што беше порано во дел организации здравствени, само да се потпише уверението за прва помош, не, да се дојде, да се научи, да се знае што е реанимација, да се научи како се користи дефибрилаторот, а не да се импровизира. Инаку, вонредните инспекциски надзори покажа дека над 30 угостителски објекти не ги исполнувале во целост потребните минимално технички услови за работа. Од нив неправилности биле воочени кај 8 угостителски објекти лоцирани на плажите во Струга и 4 на Охридските плажи.